Почитувани добровечер, вечерва во емисијата Став гостува председателот на Интегра, Македонска конзервативна партија, доктор Љупчо Ристовски. Господине Ристовски, добровечер и добре дојдовте во студиото на Телевизија Плюс повтор пат чинам. Добро вечер и добро ве најдов. Поздрав до вашите гледачи. Господине Ристовски, вонредната состојба истекува утре. Очекувате ли продолжување на вонредната состојба? Кој е ставот на Интегра сега, со оглед на тоа што претходниот период Интегра веќе еднаш побара укинување на вонредна состојба? Ставот на Интегра, Македонска конзервативна партија, е дека треба да имаме избори час поскоро. Вонредната состојба треба да се укине. Ние тоа го баравме уште при истекот на вториот турнус и први на политичката сцена побаравме избори на 14 јуни. Тоа не значи дека Интегра не покажува грижа за здравието и животите на луѓето и нема сериозен и одговорен однос кон опасноста од евентуално повторување на вируснава закана или нејзино интензивирање. Тоа го докажавме со материјален доказ, што во претходниот период понудивме план 144, сет на здравствени, економско-финансиски и безбедносни мерки, со кој што нормално го ставивме на располагање сиот наш творечки потенцијал, експертизата што ја имаме во тие области и понудивме со планот 144 начин како да се превенира евентуално интензивирање на заканата од вирусната криза, како да се санираат последиците од настанатите штети до тој момент, но и како да се санира евентуално економско-финансиските и безбедносни последици по нацијата и по државата. Дел од тие економско-финансиски мерки беа прифатени од владата на Социјалдемократскиот сојуз, за жал многу од здравствените мерки не беа прифатени. Ние го критикувавме долго време тој модел на алгоритам, таа методологија. Велевме дека не можете со еден вирус кој што нели мутира, не знаете како да се справите со него, во која ситуација како ќе изреагира, да одите со една механика од алгоритам и затоа баравме да се внесат нови иновативни модели кои што ги предлагавме во планот 144. Но не послушаа во тој дел и повторно по кој знае кој пат Македонија е на дното на Европа во успешноста со справување со корона кризава. Тоа значи дека сме на дното по бројот на заразени во однос на број на население и бројот процентот на смртност во однос на бројот на заразени. Значи повторно имаме неславни податоци, резултати. Се најлошото, по најлошото сме први во Европа. И тоа кажува дека владата неумешно се справи со корона кризата, но јас морам да нагласам дека таа е техничка влада и е коалициона во дадениот момент од Социјалдемократскиот сојуз и од ДПН. Од тука одговорноста е нивна заедничка. Освен на флоскули, тие поинаку и не се справи со кризата. Затоа цениме дека оваа техничка влада по пржински формат, која што по закон постои само за да ги организира и спроведе изборите, не за да носи политички одлуки, не за да задолжува земјата, очигледно покажа неспособност и неумешност и не велам дека тоа не е искуство, повеќе незнаење за справување со кризата. Успешни западни просперитетни нации, ако сакате и Тајван се справи во првите неколку недели изворено со кризата, имате мал број на заразени, мал број процентуално на жртви во однос на заразени, така натаму. Ние го предлагавме меѓу другото и тој тајвански модел, но се случи тоа што се случи, ситуацијата е таква како што е. Комисијата за заразни болести е сериозно компромитирана во дадена ситуација поради трпењето на партиско-политички влијанија. Значи на сцена повторно имаме истата методологија која што имаше ДП на 11 години, а има сега и овие 3,5 години Социјалдемократскиот сојуз. Таа методологија е да вие едноставно од позиција на власт харате во општеството, во системот и мислите дека сите вам треба да ви служат. Па и Комисијата за заразни болести треба да ги штелува бројките пред Великден, пред Рамазан, пред Духовден. Значи тоа е еден галиматијас, една карамкаша, нивото на доверба во тоа што го говори министерот и владата и Комисијата за заразни болести е сериозно ниско. Од тука Македонија час поскоро мора да има политичка влада. Тоа значи дека не сме да има повеќе продолжување на вонредна состојба и поради уште еден дополнителен аргумент. Од каде знае председателот Пендаровски дека ќе имаме отцртување на политичката карта во собранието, кој што ќе му гарантира дека евентуално новото собрание со новиот распоред на политичка карта ќе му ги потврди донесените одлуки за вонредната состојба. Може да му се колнат во Господ и Заев и Мицкоски дека да, собранието ќе ги потврди одлуките, но што ако имаме пореметување на политичката карта? Што ако дојдат нови политички сили и речат не може? Првите две ќе ги потврдиме, остатокот е кривично дело. Ќе се соочи со импичмент, а тоа е веќе понатаму судско-правна процедура.
Сакам да ви кажам дека нема повеќе играње. Македонија час поскоро мора да има политичка влада. Ако сакате да имаме политички одлуки, ако сакаме подготвени да ги пречекаме евентуално новите бранови на мутацијата на коронавирусот, евентуално ако се појави или не, значи треба да спремно го дочекаме периодот со санација на овој економско-финансиски дел. Знаете, многу мали и средни бизниси пропаѓаат уште сега. Државата не се снаоѓа. Знаете, таа идеологија на Социјалдемократскиот сојуз и на ДПН постојано очите да ви се во джебовите на граѓаните, постојано да му се товарите на народот, да му веднете главата, да му виткате кичмата, затоа што не знаете и сте неспособни да создадете нова додадена вредност за општеството, да го таргетирате делот на материјалното богатство и да отворите перспектива за просперитет, е погубна за Македонија. И ние живееме 30 траурни години овие. 30 години не е ова живот, ова е мизерија во раскош во Македонија. Живее само една октруирана група на луѓе кои што се производ на таа криминална приватизација, производ на овие моќни коруптивни скандали што ги има и Социјалдемократски сојуз и ДПН. Sada само и мислам, власт и опозицијата се уште не може да се договорат околу датумот за избори. Според Интегра и за Интегра, кој би бил прифатлив датум за одржување на изборите? За нас прифатлив датум беше 14 јуни. Требаше во текот на јуни, за да имате помасовна излезност. Знаете, ако имате честни намери во однос на изборите, ако имате почит према својот народ, треба да создадете услови да имате масовна излезност на овие избори, за да народот реално ја отцрта политичката карта. Не можете вие да мешетарите постојано, да употребувате разни троштини. И трпеовска политика треба да заврши во историјата да испратиме. Не може повеќе да се поигруваат со нацијата и со државата. Нам ни треба фер, кредибилни избори, доверливи избори ни требаат и ни треба создадени услови за масовна излезност. Дека не ве лажат, ние во тој план 144 понудивме сет на 12 мерки, последните беа во кој што нам еден извореден теориски и емпириски начин покажуваме како може да се изведат изборите во една држава без да имате при тоа опасност по здравјето и животите на луѓето или евентуално ширење на вирусната закана. Па имате држави во регионот кои веќе имаат закажани избори од непосредно во наше окружение. Имате држави кои што веќе ги заврши изборите без некакви посебни потреси или последици. Значи има начин како, но треба да се има политичка волја и треба да имате почит кон својот народ и да му дадете шанса на сосема слободен начин, на еден фер начин, да се изрази, да го експресира своето граѓанско право на глас. Едноставно да одлучи на која политичка опција најмногу и верува и да и го довери владењето во наредните 4 години. Тоа е најнормален однос во една нормална држава и нација каде што имате нормално ниво на политичка култура. За жал во Македонија ништо не е нормално. Овие 30 години имате ненормално владење, ненормални гарнитури на власт, кои што, се заљубени во Макијавели, во неговиот модел за политика, се заљубени во тоа апсолутно владење, тие ке командаат и на комисии за заразни болести, и на нација, и на држава. Ја паша модел не проаѓа повеќе во Македонија. Нацијата треба да созре и да свати дека веќе има нова политичка визија на политичка сцена, имате нови ликови во политиката, имате нешто сосема ново, кое што е поинакво од се претходни, кое што влева надеж дека навистина постои можност и шанса и известност дека работите ќе се менуваат на позитивно и ќе движиме кон градење на татковината во една просперитетна држава. Како ја коментирате изјавите на одредени политички фактори кои што велат дека е време за премиер Албанец? Видете, во однос на тој дел, ние први ја извадивме тезата дека орелот на албанските екстремизми во Македонија олицетворен преку Дуи во сите овие изминати 20 години после рамковниот договор на Авамо лета многу високо и многу успешно затоа што има силни крилја. Едното крило е Социјалдемократскиот сојуз, другото крило е ДПН. Тие две партии го летаат високо орелот на албанскиот екстремизам во Македонија. Од тука таа нивна пизмен понижувачка политика го крева тој албански орел се повисоко во татковината Македонија. Јас најавив во икс наврати во неколку политички дебати дека Интегра и Љупчо Ристовски се единствената партија во Македонија која што има сила и авторитет да ги исече тие крилја на орелот за да се приземји и апетитите на албанскиот екстремизам да си го најдат местото таму каде што треба во татковината Македонија. А Социјалдемократскиот сојуз и ДПН треба да ги спратиме во историја.
Македонија била и ќе остане држава на македонскиот народ. 44-та со одлуките на АСНОМ, 46-та со уставот на ФНР, со референдумот 91 Македонија била и е држава на македонскиот народ. Македонскиот народ е државотворен во својата татковина. Имаме државотворен капацитет. Тоа е она што е под силна агресија во дадениот момент. Социјалдемократскиот сојуз, воден од не знам какви велепредавнички идеи, сака да го исчисти, значи како карие со зап, сака да го исчисти македонското како етничко обележје на државата Македонија. Оваа Македонија да нема ништо македонско етничко на ниво на држава, оттука тие мизерно се плаша да спомена збор Македонија, нашата земја, вашата земја, која е таа земја? Че тие, мислам, премиер, министри да не може да си го кажат името на својата татковина, за која гинеле генерации, сме дале 100.000 борци во Втората светска војна. Ние сме дале 40.000 жртви. Стари луѓе возрастни, прашајте ги, ке рече до 43-та година ние во Македонија не знаевме за Тито и за Колишевски, освен за Ченто ние немаме поима. Македонецот автохтоно изворно се организирал тука во Народно-ослободителната војска и партизанските одреди и едноставно ја извоила својата слобода на страна на антифашистичката коалиција. Со Јалта ние сме потврдени, први сме во кругот. Кој може да ни го одземе денеска правото да бидеме државотворен народ во својата татковина? Македонецот, освен Македонија, нема друга татковина. И што сега ние ќе веднеме глава? Зошто веднат глава Социјалдемократскиот сојуз и ДПН? Затоа што не може да бидат на власт и не може да влезат во тие предпоставени нивни 5 минути во политика да грабнат што повеќе моќ, влијание, капитал, криминален капитал за себе си, за своето себество и да ги сокријат кривишните дејанија од претходното владење. 30 милиарди фалат од системот во Македонија според Global Financial Integrity, па и Народна банка ги има тие податоци. Че овој народ крволочно се граба и се краде 30 години, ама во тоа здушно Дуи си го користи и многу легитимно. Значи, наша е македонска глупост. Наша македонска глупост е, затоа што знаете, ДПН падна на минативе избори, затоа што Дуи одлучи да игра со Социјалдемократскиот сојуз. Претходно, Социјалдемократскиот сојуз падна, затоа што Дуи одлучи да игра со ДПН. Сега, Мицкоски и ДПН коленичат пред Ахмети, нели, он бил поискусен, Мицкоски ќе учел од него, понижувачко, по нешто понижувачко од еден лидер на парламентарна опозиција. Па ја не знам дали постои во некоја држава. Вие да му се улизувате на Ахмети, за да утре се смилува некако да не игра со СДС, да игра со вас, па тој ли ќе ни биде премиер, бе, луѓе? Бог да чуе работа. Ја не знам, македонскиот народ треба на вистината да ја погледне во очи. Нас не треба тампон зона помеѓу Социјалдемократскиот и ДПН за да ја обесилиме екстремистичката албанска политика во Македонија, да ги обесилиме екстремизмите на Софија и Атина. Нас ни треба стаменитост како македонска нација. Нас ни треба враќање на сплотеноста на македонското национално единство. Не може македонскиот моќен крвен запис не може да коленичи пред никого, не може да ведна глава пред никого. Ја не знам како успеавме да се доведеме во овие 30 години. Тоа е срамота едноставно. Македонецот никогаш не веднал глава пред никого, дури ни во турското. Не веднал глава пред никого, понижувачки не се однесувал пред никого, дури ни во српско, ни во Југославија. Осекогаш сме биле горди и стаменити. Со интегра македонецот ќе остане горд и стаменит во својата татковина. И ние тоа јавно, јасно и експлицитно го кажуваме. Не за да повредиме некоја друга душа човечка, која е на ова парче света македонска земја. Ние велиме да, сме национална партија на македонскиот народ. Гинеме со љубов за својот народ. И нема играње со таа работа. Имаме право да си го сакаме својот народ. Знаете, некој не велат националистичка партија. Немам проблем јас од тој збор. Често пати го говорам, сите 5 дефиниции на Ендрю Хејвуд сега како професор политички науки водат кон љубовта кон својот народ. Вие имате света должност да си го сакате своето. Но не смеете да го мразите другото. Од тука нашиот либертаријански модел дава идеално решение во тој дел. Да, ние ќе одиме до крајни граници, но да не го загрозиме правото на другиот. Че правата ќе ги унапредуваме, да не го загрозиме правото на другиот. Тоа е либертаријанскиот модел, има вредностно ограничување во тој дел. Не е либерализмот па да отиде во анархија. Сакам да кажам дека ние имаме сосема легално и легитимно право да си го сакаме својот народ, да бидеме свој на своето во својата татковина, да се бориме грчевито, да си сочуваме државноста на македонскиот во татковината, оти
Спротивното нешто е тоа, ако исчезне државотворниот капацитет на македонскиот народ и секое етничко македонско обележје на ниво на држава, тогаш оваа држава, нашата татковина, станува ничија земја. Од тука станува сечија и ничија, како што стана општествената сопственост во периодот на распадот по Југославија, мршојадите ја разграба општествената сопственост со криминална приватизација и таа испари во просторот. Немој да мислите дека ако оваа држава нема стопан ќе биде успешна и ќе постои, не, ќе инсценираат една граѓанска војна и ќе ја преполоват. Од тука македонецот не смее да биде сведен во својот државотворен капацитет. Не смее да му биде поништен тој државотворен капацитет и да биде сведен на јас немам проблем со тоа. Значи, да не ме сватите погрешно, немам ништо против србите и ромите, односно против власите и ромите. Значи, едноставно, државотворниот капацитет на македонскиот народ е кондицио sine qua non за постоење на македонската држава и за просперитет не само на Македонија, но и на регионов. Јас тврдам дека ако не биде остварен во сета полнота македонскиот национален стратегиски интерес во татковината Македонија, во сета форма на таа полнота, нема да има прогрес и просперитет во регионов. Значи, секој пат ќе имате немир. Не е тоа патот вие да го детериорирате македонскиот национален стратегиски интерес до дното, да го закопате во жива кал, надевајќи се дека оваа ничија и сечија земја ќе може да оди во прогрес и просперитет. Не, тоа е погубно за регионот. Никој пат нема да има мир во регионов. Ќе бидеме осудени на раздори, на конфликти и така натаму, се до оној момент додека не се задоволи македонскиот национален стратегиски интерес во сета полнота во татковината Македонија. И ова е јасна, чиста стратегија, која што можеби сме единствени на политичката сцена во Македонија, кој што на јасен и експлицитен начин тоа го кажуваат и во Америчка амбасада, и во Американскиот конгрес, го кажуваме јавно, че јавно го кажуваме, да се знаат и ДУИ со кого ќе рачунаат, да се знае и Социјалдемократскиот сојуз и ДПНЕ, да се знаат сите екстремизми во Софија, во Атина и така натаму. Дали знаете дека во меѓународната реал политика тие притискаат таму каде што проценуваат дека е тенко да се скине? Првиот маркер кој што ние го фрливме на сцената го направи Социјалдемократскиот сојуз во 95-та година со спогодбата со Грција, кога ние го сменивме уставот и си го дадовме своето македонско национално знаме. Нема држава на планетава која што без војна, без капитулација ќе го даде знамето. Знаете дека кога завршува војната, се потпишува капитулација, прво што се прави се симнува знамето и се качува знамето на другата држава. Ние си го симнавме македонското национално знаме, за кое гинеле генерации борци, кое што е круна 91 година на вековната борба на македонскиот народ за национална слобода и своја држава. Нешто што било сон на генерација македонци, нешто што било сон на тие 100.000 борци во Втората светска војна, нешто што било сон на тие 40.000 жртви. И ние го дадовме така. И со тоа му покажаме на светот дека ние во суштина сме недостоинствени. Тој што не си го цени своето национално знаме не е достоинствен да го погледнеш, а камоли да го почитуваш. Па дали знаете дека во Американскиот сенат, јас сега скоро го говорев тоа, сенаторите пред секоја седница на сенатот положува заклетва со рака на Библија и со рака на американското знаме. Тоа е на ниво на култ. Значи, американското знаме е издигнато на ниво на култ. Знамето на секоја држава на ниво на култ. Знамето е тоа национално обележје кое што ви ја дава политичката сувереност на целата територија. Дали имаме ние некогаш македонско знаме во Зајас, Кичевско, Гостивар или на некој национален и државен празник во тој регион? Не. Од тука ви кажува дека ниту Социјалдемократскиот сојуз, ниту ДПНЕ некогаш оствариле политички суверенитет во неговата полнота во деловите каде што имате доминантно албанско население. Тоа ви кажува дека овие партии се поданици на албанскиот екстремизам и во нивната несмасност и неуспешност и во нивната ментална матрица да бидат подлизурковци, да речеме, на тој албански екстремизам, само за да бидат на власт, само за да бидат во владата, македонскиот народ е доведен на ивица на провалијата и е на прагот на исчезнување. Можеме да едноставно испариме, знаете, ке не расадат ни Светов и заврши темата. Немате ли вие
македонско етничко обележје во Македонија, Македонија нема да постои повеќе. Македонија постои како сакаат нека ме сватат, ради тоа што на мене како на македонец и на плејада македонци ни гори срцето за татковината. Нема да мислите на некому друг му гори срцето, освен нормално имаме честни и стаменити граѓани, староседалци и албанци и малцински групи кои што си ја сакаат Македонија за своја татковина. И тие ќе го препознаат овој порив на македонецот. Ние немаме друга татковина. Македонија е нашата единствена татковина. Со крв сме ја извојувале слободата и оваа држава и ние, мислам, со една велепредавничка, клвинслишка влада и со сиемските близнаци кои што го играат тангото со ѓаволот со неа затоа што им дадоа 8 велепредавници да ги сменат, нели, да амандмански измени во уставот. Ние дозволивме да некој си поигрува со гордоста и достоинството на македонскиот народ и да служиме за срам и за подсмев на соседните околни народи. Тоа не смее да се дозволи. Тој круг на смртта мора да го прекинеме. Интегра излегува со јасни ставови, со јасен план, со јасна концепција, со јасна визија и велиме дека татковината со овие 30 траорни години ќе биде минато, ќе биде кошмарен сон на кој што вие не ќе сакате да се сеќавате после 2 изборни мандата владење на Интегра. За една декада сакаме и целиме да препородиме татковината, да направиме од неа богата и просперитетна држава, каде што ќе имате богати и просперитетни индивидуи. Македонецот мора да го направиме богат и просперитетен во својата татковина. И за тоа нема компромис. Но при тоа ќе отвориме еднакви перспективи и шанси. Постојано ќе повторувам, за секоја душа човечка која што е родена, чекори и твори нова парче света македонска земја и која што прифаќа Македонија за својата татковина. Прашајте се зошто би му пречело на Ахмети или на било која албанска политичка партија државотворниот капацитет на македонскиот народ во татковината Македонија. Зошто би им пречело Македонија да биде татковина на македонскиот народ, на албанската етничка заедница, на останатите малцински групи? Зошто би им пречело кога во таа своја татковина, претпоставена која смета за своја татковина, ги оствариле сите своји права, и јазични, идентитетски, и образовни, на сите нивоа на образование, основно, средно, високо, значи учествуваат во власта, има споделен политички суверенитет, имаат министри, имаат привилегии во власта, имаат се што можат да имаат, што го имаме и ние македонците. Што е поентата да се симне македонскиот национален стратегиски интерес и етничноста, нели, на ниво на државата, македонската етничност, македонското во Македонија, а при тоа ние да го устоличуваме албанското на ниво на државата. Што е тоа? Па Грција на една флоскула за иредентизам успеа да не турне како нација на меѓународен план. Ние сме били иредентисти, сме сакале да им отцепиме територија. А ова друго што е ако не е иредентизам? Ако не е обид вие да навлезете длабоко во системот и потоа да преполовите територијата? Македонецот треба да остане нем и без одговор. Треба и понатаму да ведне главата, да витка кичмата и да се понижува. Зашто? За да владеат СДС или ДПН? Да продолжат да не крадат милиарди долари да изнесуваат од татковината? Не. Тој круг на смртта сега е шанса македонскиот народ да го прекине. И ќе го прекине. Со Божја помош, македонецот е созреан во својата политичка анализа, мислам дека веќе е охрабрен, му се враќа надежта, сондажи ве говорат одлично, секаде каде што одиме низ Македонија, довербата во Интегра и во тоа кое го говори Лјупчо Ристовски е висока. Ние го гаѓаме срцето на нацијата, имаме виспрена изборна платформа, нова македонска ренесанса, која велиме ќе биде на прагот на третата декада на 21 век, која што е буквално изборна платформа за 2 изборни мандата. И тука ќе говориме сега, имаме сијасет на излезни решенија во кои што нацијата не смее да биде во зоната на стравот. Нацијата ќе крене глава. Логото на Интегра е крената глава кон звезда раноденица, кон крстот Христов, кон раѓање на нешто ново во татковината. Нешто ново кое што ќе го крене достоинството на нацијата, кое ја врати гордоста на нацијата. Не може македонецот некој да му ја краде постојано на смевката од лицето. Не може на македонецот постојано некој да му ја ведне главата, да му ја витка кичмата, да оди гордо исправено, здрави, прави мажи македонци до 15 во месецот, после 15 притиснат од притисокот да го прехрани семејството и да одговори на амбицијата на своите деца, ја ведне главата и се понижува. Не може ние да го комплексираме својот македонски човек. Мора да му ја вратиме гордоста и достоинството, мора да ја крене главата.
на начин што државата ќе послужи, ќе му подметне рамо, ќе подаде рака и ќе ја објасна како се изборна платформа изводливо, на многу едноставен начин. Господине Ристовски, Македонија 2 месеца беше под сериозни рестриктивни мерки. Од друга страна, државите од соседството некако порано ги олабавија, ги олеснија мерките. Имаше различни мислења и ставови и кај граѓаните и кај политичарите. Што мислите, дали овие рестриктивни мерки беа престроги, можеби? Видете. Имаше нели и карантини, и полициски часи. Тоа е најмалку важно во дадениот момент, знаете. Штом ги детериорирате демократските институции, што воведувате ограничување, што воведувате казни и така натаму, тоа јас сум против. Либертаријанскиот модел бара слобода. Значи, либертаријанскиот модел, значи, во својот вредносен потенцијал и вредносниот капацитет мора да ја води слободата, да ја врати на сцена слободата на индивидуата за лично творење. Од тука државата со сите овие репресивни мерки, со сиот сет на репресија, мора да се измести од центарот. Не е таа најважна на планетава Земја. Државата ние сме ја формирали. Сега како професор по политички науки ви кажам, група на луѓе се собрали и рекле, слушайте, дајте да направиме ред и поредок, да не живееме во хаос. Нели, Бог се појави, кога имаше хаос да направи ред и поредок. На една прометна сообраќајница во Скопје имате хаос, ако се нема семафор или нема сообраќајец. За 15 минути ќе имате сообраќајки, тепачки, расправи. Ставаме семафор, пешачки, полицајци и така натаму, се регулира сообраќајот. Че државата ние сме ја формирале за да живееме во ред и поредок, за нам да ни биде подобро, не за да нејзе биде подобро. Државата постои заради нас. Ние сме тие кои што сме ја формирале. Таа треба нам да ни служи, не ние нејзе. Таа треба нам да ни се плаши, не ние нејзе да ни се плашиме. Од тука е овој изместен настран концепт на држава кај што се е поставено на главачки. Ние треба да го вратиме на нозе. Државата треба да си го најде своето место. Таа не смее да биде диносаурус во јавниот простор кој што ќе расте до тој степен да не гуши и притисне во зидот. Имате 160.000 администрација која е на товар на малите и средни бизниси во Македонија. Кој ќе го плати тоа? И замислете, сите влади, и ДПН и СДС, постојано очите им се во джебовите на граѓаните. Постојано владеат само со даноци, претходниве со казни, со инспекции, воведува. Замислете, ве молам, државна институција, национална координација на сите инспекцијски служби. И замислете, тогашниот председател на собрание, кога изминаа 10 години, излегува во јавност, ние работеме многу плодотворно, не знам, 80.000 законски решенија сме донеле, не знам што и така натаму, и одеднаш го притиска совеста и вели, но за волја на вистината, 2/3 од тие беа измени во казненото законодавство. Замислете, казнено законодавство, во услови кога 29.000 мобилни телефони прислушкувате, каква држава вие сте правиле? Значи, Лорд Ектон, власта корумпира, апсолутната власта апсолутно корумпира. Што сте правиле вие? Моделот на Макевели. Што е подобро, да ве сака народот или да ви се плаши? Од тука, велите, да ми се плаши народот, правам апсолутна власт за да има високо ниво на корупција. И затоа нема милиарди долари од системот, затоа македонците се посиромашни. Джебовите парите испаруваат од джебовите на населението. Значи, сакам да кажам, станува збор за апсолутно две неуспешни политики, но како тоа ќе се санира? Дозволете ми да влезам на полето на решенијата. Јас од американците имам научено едно златно правило, load front, на почетокот главното, но никој пат не ми пријаѓа со проблем, пријди ми со решение. Сега на македонска јавност ќе придеме со решенија. Класични едноставни решенија. Новата македонска ренесанса има можеби една од највиспрените економски реформи што воопшто е најавена на политичката сцена, а камоли помислено на нејзе. Значи, прво, нашиот конзервативен вредносен либертаријански пакет на политичка идеологија е единствен од ваков тип во Европа и е врв на светската теорија и емпириски практики. Во делот на длабоките економски реформи, се што е јарем и бреме од плеките на нацијата ќе треба да го симнеме. Секоја вреке брашно што му тежи на плеките на македонецот треба да ја извадиме, за да македонецот се исправи и крене глава. Како? Преку намалување на даноците. СДС вели прогресивен данок, ДПН оди со рамен данок, вели од 10 на 8, ние одиме 3 чекори напред. И не може да не следат во тој модел. Прв пат во Македонија ќе биде воведена регресивната стапка на одоначување и нулти стапки на данок за високо интелектуален ноу-хау.
Значи умење, знаење и вештини од највисок маштрав. Тоа значи регресивните стапки на данот тие што создаваат додадена вредност. Значи целиме да се поттикне економски циклус, да се мултиплицира материјалното богатство во државата. Од сегашниве 12 милиарди долари кои што патем се една општина во Мелбурн, Кендри, Бенкстаун има 250.000 жители, прават 15 милиарди долари годишно. Ливерпул со 200.000 жители прави 15 милиарди долари годишно. Че имате општини во Австралија кои што прават бруто домашен производ колку што прави Македонија со 2 милиони жители, што е мизерија во раскош. Но ова богатство дадено од Бога. Срамота е македонецот да биде сиромашен. Срамота е било кој да биде сиромашен во татковината. Срамота е едноставно. Грев пред Бога правиме со тоа што сме сиромашни на оваа благодат од Бога. Израел на 20% помала територија нема вода на својата територија, па произведува 300 милиарди долари бруто домашен производ, нова додадена вредност. Нивниот буџет е 80 милиарди. Ние очи си вадиме за 3-4 милиарди. И мислиме дека ние имаме напредок, прогрес, просперитет и ги наградуваме постојано ДПН и СДС кои што не знаат да создадат додадена вредност 30 години. Па луѓе, тоа е половина животен век. Половина од нашиот живот отиде надевајки се дека овие мизерија од политичари, овие политиканти во раскош, кои не донесува дивица на провалијата, ќе не изведат од провалијата. Со застарена марксистичко-ленинистичка идеологија Социјалдемократскиот сојуз и со застарена револуционерна идеологија од 19 век. Нели со покажување со прски, видите вие. Јас владата, јас власта, казни, инспекции, затварања, извршители, што е тоа? Државата постои заради нас, ке ни служи нам. Треба да престроиме државата. Интегра нуди концепт на преродба, на ренесанса едноставно. Му намалувате јарем на човекот. Намалени даноци. Законот за царински тарифи во 2 мандата ќе го поништиме стапка 0 во првата фаза. За висока финализација, опрема, машини, за висока финализација, храна, пријалоци, се што е компаративна предност во Македонија. Ако е во Штип текстило сме имале брендови во Југославија, таму ќе имаме посебна текстилна зона, каде што ќе го враќаме Манчестер во Југоисточна Европа, ќе стане Штип. Башка ќе стане универзитетски град, затоа што Гоце Делчев бил таму учител, имате универзитет. Куманово бил центар на брендови во чеварската индустрија. Не е лон систем, не е да работите робовски за друг. Државата ќе подметне рамо да направиме бренд, да го вратиме Made in Macedоnia, да воведеме стандардизација која ќе се погледне Made in Macedоnia во светот, да веднаш им дојде асоциацијата дека тоа мора да е нешто врвно и квалитетно. Сега кога ќе се спомне кинеска роба, сите мислат дека е тоа фалш, фейк, лага. Ще сакаме да го вратиме брендот Made in Macedоnia. Вториот лост на кој што ќе го покренеме економскиот циклус е масовна дерегулација. Имаме проект Масдерек кој вели Massive Deregulation. Творецот на економска теорија за дерегулација во тимот на Интегра. Таму теоријата вели дека при 10% намалена економска регулација или регулација во економијата, па ако сакате и во општеството, имате 3% стапки на раст по автоматизам. Тоа значи дека без да се меша владата, веќе стопанството ќе почне да расте. Значи го растретувате по основ на даноци, го растретувате по основ на регулативата, затоа што имате сега безброј решенија, лиценци, дозволи, кај што тој среден менеджмент под притисок на избрани партиски функционери ве рекетира за секоја дозвола, решение, лиценца или не знам што. Тоа е глупост. Значи ние мора да го ослободиме системот да дише, да се ослободи енергијата, личниот потенцијал на индивидуите, на малите и средни бизниси, да дојде на пиедесталот во општеството. Да смалиме државата, да го растеретиме тоа бреме. Во првиот изборен циклус 3/3 од државните институции ќе треба да ги намалиме. Во вториот изборен циклус уште 1/3. 10.000 од јавната администрација по bona fide модел, фер, многу и поволен за нив, ќе ги прелееме по модел на приватно јавно партнерство во приватниот сектор. Корупцијата, она грне сумет која што е на дофот на прстите на премиер, вице-премиери и министри, го тргаме како дискреционо право од управување нивно во посебен македонски инвестициски фонд Main, Macedonian Investments. Таму ќе биде удел 1/3 од државата за мега еквити проекти, Чебрен, Галиште, Бошков мост, брза и масовна гасификација на цела територија, соларни резервати, ветерници, нова рафинерија за производство на фосилни горива за нафта и газ. Знаете дека на потегот Буриево према Беласица
Од 30 ископини, 27 покажува дека ние спиеме на нафта и газ. Македонија може да стане центар за снабдување на газ во екс-Југославија и во регионов, ако сакате, на Југоисточна Европа. Нова рафинерија Евро 6 стандард со сите еколошки запазени стандарди и критериуми може да препореди Македонија. Норвешка, кога 68 откри нафта на своја територија, консекутивно е број 1 во светот по просперитет со години наназад. Дубај, кога откри нафта, стана најпросперитетни во регионот. Сега Израел открија газ во крајбрежјето и сега го прават гасоводот Истмед, кој што е конкуренција на ТАП гасоводот и така натаму. Но сакам да кажам дека Македонија е ризница, има страот потенцијал да се развие. 2/3 инвестиции внатре во овој македонски инвестициски фонд, 2/3 удели ќе ги обезбедиме на начин што ќе привлечеме приватни инвестициски фондови од 3 слободни финансиски зони: Скопје, Охрид, Струмица. Приватните инвестициски фондови ќе го најдат својот интерес. Банкарскиот капитал е скап вообичаено, овие се ефтини, капатната стапка е од 0,75 до 1,5, зависи кој инвестициски фонд. Секаде каде што е партнер државата, со 1/3, немате инвестициски фонд кој што нема да влезе во профитабилни проекти. А сите овие што ги набрав се профитабилни проекти. Вториот извор се парите од диаспората. Ќе ја привлечеме диаспората на начин што ќе им понудиме фер услови да влезат со удели во сите овие мега и мини еквити проекти во Македонија, овој масовен економски препорот на татковината. Потоа имаме проект Захеј, кој што со сила на закон ќе ги таргетира тие 30 милиарди изнесени пари по разни финансиски рај дестинации, за кои што Народна банка го има списокот, кои луѓе се кај се наоѓаат, парите имаат тресибилити, следственост. Имаме со двостран притисок, една ќе биде фаза на милост во рок од 90 дена и модел на contribution in kind, може во детали ќе го објаснам во друга прилика, но важно за гледачите да знаат дека од тие третина пари contribution in kind, 1/3 ќе одат ваучери на сите полнолетни 18 годишни граѓани од Народот за народот, како извинување за овие 30 траурни години, како извинување од владата на Интегра за глупостите и будалаштините на ДПН и СДС во изминатите 30 години. Значи, од Народот за народот, извинување за бескрајната транзиција, но и за нарушеното достоинство на мојот народ, нешто што многу ме боли и пече. Во суштина, ние ќе бидеме таа влада која што ќе се извини во однос на сите претходни и тоа ќе го врати, како гранд ваучерот ќе може да си го наплатат од редента за кеш во Македонскиот инвестициски фонд. А останатите износи на средства ќе бидат влог. Втората третина во овие приватни инвестициски фондови, третата третина ќе бидат одоночени, ослободени пари и така натаму, по висок степен на анонимност. Имаме проект, објаснете на фан страната, на YouTube каналот на Интегра го има и така натаму, ќе го објаснуваме во текот на изборите. Понатаму, значи, имаме сиесет на извори на средства кои што ќе ги хранат овие 2/3. Значи, МЕПСО, Македонски пошти, Железница транспорт ќе одат на барабан, затоа што МЕПСО прави загуба 30%. Имате дистрибуција на струја и испарува струјата во воздух 30%. Пола милиарда произведувате, 160 увезувате, замислете 1/3 ви испарува во воздух. Чи не водите сметка, буквално тоа е јавашлук на јамна цена, ви испарува, тоа се пари од джебовите наши, на македонскиот човек. Испарува во воздух, затоа плаќате сметки 33,3 моќно скриени внатре во цената. Заради таа загуба. И не ја репарираа таа загуба, не ја санираа таа критична точка, купуваат мебел, фотели од природно телешка кожа. Господата избрани функционери на Социјалдемократскиот сојуз не сакале да седат во друг тип на кожа, освен природна телешка кожа во нивните раскошни кабинети. Тоа треба да оди на барабан. Приватно јавно партнерство, има приватен инвестициски фонд заинтересиран, ја санира мрежата и тие 30% од овие силни милиони евра струја ќе му останат во джебот. Подобра инвестиција за приватен инвестициски фонд, здравје. Но тоа е добивка за државата, немате повеќе партиски бастиони да храните гласачи, вработувања партиски и така натаму. Она што е интересно за Куманово, покрај активирањето на сите браунфилд инвестиции од секоја индустрија која што е пропадната, се уште има капацитет да произведува и создава додадена вредност, а е заглавена во некои стечајни ликвидациони постапки, сето тоа брзо потезно ќе се санира со еден посебен проект, браунфилд проект. Тој браунфилд ќе ги врати во живот. Нормално ќе се понудат приватни инвестициски фондови. Кој е заинтересиран да продолжи да работи, кој не,
ќе го продаде на друг и така натаму, но државата ќе стави ред во тој дел. Огромен капитал лежи во стечени ликвидациони постапки или руиниран, пропаѓа се високи технолошки линии. Имате Скок Трейд, Росоман, Роско, имате многу овде од област не само на пчеларска индустрија, во област на металургија и така натаму. Но нешто што ќе го покрене економскиот циклус се таргетираме почвата, водата, воздухот и човечкиот капитал стануваат стратегиски ресурси. Од тога одиме понатаму. Македонија има 7 геотермални точки со геотермални води над 72 степени, меѓу кои е Куманово дело на Горичани. Значи, Кумановска бања е позната. Шевчеполието, Струмичко, Пелагонискиот дел, Косел, Катлановска, Дебар, мислам дека сите ги набројав, 7. Интегра влегува со проект на површина од 10 хектари, кај што имате чворна геотермална вода. Давате 33 концесии за 33 state of the art бањски центри, како Терме Словенија. Тие стана светска атракција со еден термален извор. Ние вакви ќе имаме 7 чвора, но ќе ги отвориме за 33 маркици во еден комплекс. Тоа ќе биде зона за здравствен туризам. И такви ќе имаме 7 во Македонија со по 33 посебни бањски центри. Знаете, базен со пареа жешка вода, снег е наоколу, ладно и така натаму, вие се бањате. Целзиус рекол, дајте ми начин да го загреам телото од натре, ќе излечам секоја болест. Од тука ние спиеме на богатство. Со посебни зони за спа центри, исто такви, на 10 хектари давате 33 маркици за најсовремени спа центри и посебни зони за старски центри, каде што ги таргетираме со еден приватен јапонски инвестициски фонд, јапонските пензионери, чие што пензија е некаде до $3000, тие го имаат принципот на патернализам. Култ кон старите и возрастни лица, имаат почит, треба ние да се вратиме кон таа искоска вредност, да ги почитуваме старите и возрастните и да им создадеме услови за пристојна старост. И јапонците велат 100 милиона жители сме на мала територија, сакаме да им дадеме еколошка средина над 600 метри надморска висина, да дишат кислород и да живеат мирна и длабока старост. 2 милиарди се спремни да вложат во брза железница, инфраструктура, експресни патишта, системски маркети, киносали, базени, трим патеки и така натаму, да создадат state of the art услови за своите стари лица. Тие тука да живеат, значи да трошат својата пензија, времено престојувалиште, кога ќе починат, еден модерен крематориум ќе го изградат и урната се враќа под ДХЛ во Јапонија и завршува проектот. Но за сето тоа време тие треба да се хранат, нели? Треба да јадат, треба да пијат. Ке никнуваат концентрични кругови околу овие старски зони, раноградинарски производи, оштарски производи, млеко-млечни производи, месни производи, тие треба да се хранат. 25.000 македонци веќе имаат остварено право на европска пензија. Колку има во Америка и Канада, колку има Австралија и Нов Зеланд. Интегра е прва што ја таргетира оваа популација и сакаме да ги вратиме од татковината на state of the art услови. Исти вакви центри низ цела Македонија, замислете, утре нивните роднини пријатели ќе доаѓаат тука да ги посетуваат, да ги видат и така натаму. Во овие спа зони, во овие зони за здравствен туризам ќе има врволица од туристи. Нема што да бараме ние во Бањско, Борове, Сандански, тоа се субстандардни услови за македонецот. Ние треба да направиме врв во светски рамки, како Терме Словенија е уште подобро. State of the art услови може да се направи. Приватни инвестициски фондови, тоа ќе биде единствен критериум од владата за да биде тоа state of the art. Поинаку не ќе може да користи таа привилегија и концесија во овие слободни зони. Од тука таргетираме во делот на туризмот со посебно Министерство за туризам, таргетот високо поставен е 100.000 туристи дневно. Нормално тие треба да се движат. Не може да ги донесете ако немате како да ги движите низ Македонија во сите овие зони. Затоа имаме нова транспортна стратегија која што има високо поставена цел 1 час до секоја точка во Македонија. Како? Брза железница, доктор на сообраќајен инженеринг со екипа професори по транспорт е направена трасата низ Македонија да се изврзи Македонија во секоја точка со брза железница. Се некој мисли дека ова е научна фантастика. По тој модел нашов експеримент 30 години се толчи овој народ дека е IQ 80, дека не го бива за држава, дека не може ништо да направи. СДС и ДПН трошат 25% лани од капитални инвестиции и реализации има 25%, оваа година немаат ни 15%, плюс минус. Значи, сакам да кажам дека ова ние што го говориме е научно-теориски издржано и емпириски потврдено. Ќе ви кажам, 10.000 км брза железница, Кина гради
за 6 години со брзина 350 км на час. Ние велиме 960 км брза железница може да се изгради за 8 години, 2 изборни циклуси со брзина до 220 км на час или 200-180 зависни од конфигурацијата на теренот. Ще имаме траси направено и тоа стои во изборната платформа од прилика на која релација и Охрид Струмица ќе биде изврзано цела Македонија. Че кој год да дојде турист за еден час може да стигне во најмодерни, комфорни, значи прва класа, брза железница секаде низ Македонија. А нели науката вели, теоријата и емпиријата кажува дека е 3 пати поевтин транспорт од било кој друг транспорт, од патничкиот, автобускиот и било кој. Значи сме предвиделе таква една нова транспортна стратегија, сме предвидели и воздушни магнетни возови, трамваи во Скопје од Рачево до Сарај по долина на Вардар, по јужна обиколница околу Водно од Сарај на оваа страна, ќе имаме 3 излеза во Скопје од центарот на Охрид до Свети Наум и така натаму. Тоа е Жиро Скопје. Веќе неколку фабрики во Европа ги произведуваат и ние ќе бидеме први во регионот што нив ќе ги воведеме на столови, кревате горе, магнетни линии и овие трамваи од оздола одат. Ќе имаме и 3D и 2D видео анимации и презентации, ќе го објасниме тоа на нацијата. Некој можеби по социјални мрежи не им е јасно за што станува збор, но ова е сосема научно-теоретски издржан модел, прашање на политичка волја, цената пазарна е 1.100.000 евра по километар, кај брзата железница цената просечна за овој тип до 200 км на час е некаде околу 10 милиони долари по километар. Приватни инвестициски фондови уште сега се заинтересирани да влезат и во едниот и во другиот проект на профитна основа. Значи, буквално ние градиме еден концепт во кој што велиме со ова, нели, велезонава во Велес, со ова делов на туристичкава стратегија, каде што имаме уште еден одличен проект, тоа е Space City Kokino, Spasico проект со една индиска приватна фондација, приватен инвестициски фонд, се заинтересирани. Дојдовме и до фаза на меморандум, но нормално треба нацијата да не доверба да дојдеме на власт, за да можеме да подпишуваме било што. Се заинтересирани да изградат тука еден Space City Kokino. Kokino е светски раритет, нели една обсерваторија која што во светот е позната, имало и на CNN, на BBC и така натаму, и едно од светските чуда, ако сакате, но имаме уште поголемо чудо. Линијата од Kokino преку Канда, геоглифот Свети Николско и Алшар е права осечка. Над Канда геоглифот Свети Николе со звездието Касиопеја. Погледнете навечер, од геоглифот Свети Николе Касиопеја е буквата М и тука има некоја посебна скриена порака која што можеме да претвориме во приказна, каде што цел свет луѓе ќе доаѓаат и ќе се чудат зошто е ова така. Да откриеме тајната. Че Македонија е ризница, има бројни археолошки наоѓалишта кои што може да станат светска атракција. Ви ако отидете во Грција на Пелопонес, одите и одеднаш во тоа песок да гледате 5 камења, они го заградили со ограда, направиле светска атракција и ова бил градот на здравието. Бог да чува. Сакам да кажам, Македонија има милион наоѓалишта, ризници, само треба да си ја сакате татковината, да си го сакате својот народ, да знаете, да умеете и внимавајте, оваа приказна не ви раскажува било кој лошо е човек да говори за себе. Не знам, македонската јавност очекувам дека веќе знае кој се во лидерските тимови на Интегра, кој е лидерот на Интегра и така натаму. Ви го говори човек што има 3 дипломи, меѓу кои едната е владина политика, другата е доктор на политички науки, третата е теологијата, значи имам докторат теологија со завршени докторски студии во Америка, 15 години институционална меморија во влада. Че нема нешто што не знаеме во однос на сите владени стратегии, политики, мерки, инструменти на политики, сите критични точки, кај да ги затвориме, кои вентили да ги затвориме, кај да отвориме, каде да предвижиме геостратегиски. Македонија имаме нова доктрина во надворешната политика, Counter-Vela Alliance, го враќаме моделот на Power Enhancement Goal според Моровата доктрина и така Македонија ќе вивнеме горе да биде почитувана нација и држава и така натаму. Значи ова ќе биде добро за секоја душа на овие македонски простори. И имаме одговор во секој дел, ако сакате во делот на земјоделството имаме агрокос стратегија каде што ќе имате 4 слободни земјоделски источарски зони, Полог, Пелагонија, Овчеполе, Свети Николско, Струмичкото поле и така натаму. Значи имаме начин како водата ќе стане
национален стратегиски ресурс со посебна агенција за води, ќе извлечеме од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, од Министерството за животна средина, од економија, во посебна агенција за води, водата ја издигнуваме на врвен национален стратегиски ресурс, и исто почвата, воздухот, човечкиот капитал станува клучен фактор во држава и така натаму. Значи ќе имаме процес на brain gain, наместо brain drain на млади мозоци надвор, ние ќе влечеме тука во татковината. Вие објасни ВТС иновацијската зона во Велес. Ќе имаме сијесет на иновацијски проекти, ќе ги таргетираме трите компоненти на индексот за просперитет: материјално богатство, тоа е оне Human Development Index на програмата за развој на Обединетите нации, индекс на човековиот развој, здравството и образованието. Немате богата и просперитетна држава ако немате здрава нација, ако немате образована нација. Од тука таргетирано е се што може да таргетира светската теорија и емпириски практики, спаковано е во идеален, feasible, изводлив пакет на политичка идеологија, која што нема да мрдне во системот, и ние ова што го нудиме на политичката сцена е во суштина, кога одите да вадите авионска карта, ве прашува шалтерскиот службеник на која дестинација. И вие велите Вашингтон, Лондон, Москва, Пекинг, Јерусалим, значи кажувате дестинацијата. Сега на овие избори македонскиот гласач треба да побара дестинација. Кај сме сега со СДС и ДПН? Каде планира да не одведе Интегра за 4 години, за 8 години? Која перспектива ни отвара Интегра? Имаме ли доверба во Интегра? Можеме ли да им веруваме или не можеме да им веруваме? Ние велиме, по делата ќе не познаете кој сме и што сме. И вадиме материјална аргументација. Јас пред да влезам во политика сум заклучил завет со Бога, со положил рака на Библија, дека влегувам во политика со искрени намери. Едноставно да подметнам рамо, да подадам рака, со се мое што ми дал Господ, да го ставам по Христовиот модел на агапе, пожртвована љубов за својот народ и за мојата татковина Македонија. Значи, излегуваме на сцена со вистината и вредностите, доблесноста и интегритетот, тоа што го мислите да го говорите, мислите и говорите да го правите, ги вадиме на јавна сцена. И од тука велиме дека лидерските тимови на Интегра, носителите на листи, сите положија заклетва со рака на Библијата, дека со сето срце, сила, душа и разум заклучиме завет со Библија во рака во интро видео спотови, дека ќе работиме на остварување на оваа македонска ренесанса во име и за сметка на македонскиот народ и на татковината Македонија и на секоја душа човечка на овие простори, дека ќе 24/7 е лош израз, некој го узурпира, значи деноноќно ќе работиме да ја реализираме оваа наша платформа која што е ветување пред Бога за нашиот народ, дека на вистина одовде ќе ве донесеме во зона во која што вие ќе сакате на овие 30 траурни години, или нема да сакате овие 30 траурни години да се сеќавате на тој кошмарен сон. Ова е кошмарен сон што го живееме 30 години. Македонецот, ова е имитација на животот, фата моргана што ни ја нуди Социјалдемократскиот сојуз и ДПН. Фата моргана, ова е буквално нешто кое што ќе испари во пареа. Исто како што ќе испари придавката Северна во пареа за првите 30 дена, првите 100 дена од владењето на Интегра. За таа цел, нели, повторно материјален доказ, реков надпартиски министер за правда, кој што ќе работи на враќање на името по, нели, со изјава за ништавност на основа на право на самоопределување и со изјава за ништавност на бугарската спогодба врз основа на правото на постоење, дека ние сме македонски народ, дека говориме свој мајчин македонски јазик, македонска историја, има македонска култура, своја духовност, и тоа никој не може да го доведе по знак прашање. Значи имаме таргетирано се што е критична точка во системот, на многумина може ми изгледа премногу идеално, но ова е се вистинито. Значи за ова стојам јас со мојот личен авторитет и углед во јавноста, стојат цврстиви лидерски тимови кои што немаат морална грешка, значи се морални столбови во своите средини, не сме идеални, но сме најдоброто што досега го имала нацијата, и нашава понуда е можеби најдоброто во историски контекст. Многумина рекоа, Интегра е новата моќна звезда на политичкото небо, но ние велиме ќе сакаме по делата да покажеме дека е тоа така, и затоа уште сега најавуваме на македонската јавност, ако македонскиот гласач ни ја даде довербата и формираме влада, на секои 2 години ќе имаме плебисцитарна проверка на успешноста на владените стратегии, политики и мерки и инструменти. Ако за година или 2 не ви тропкаат повеќе пари во джебот, на плебисцитарното изјаснување ќе ни пишете крст и ние ќе се повлечеме од политичката сцена, ќе има нови избори, ќе си отцртате нова политичка карта, нови сили ќе ви нудат нова визија.
Ако за 2 години кажете дека сте задоволни, продолжуваме понатаму со двојно поинтензивно темпо и ќе направиме од македонецот богат, среќен и задоволен од постигнатото во својот живот просперитетен човек во 21 век. Интегра изминатиот период символично во 5 до 12 организираше отворена интерактивна дебата со јавноста. Секоја среда и секоја сабота. Да, секоја среда и секоја сабота. Утре ја постигнавте ли цел? Утре, внимавајте, утре ќе биде шоу, утре во 5 до 12 во Охрид ќе имаме интерактивна дебата каде што ќе го промовираме надпартискиот министер за правда. Тој е доктор по правни науки кој што докторирал во Словенија, кој што со врвен тим на правни експерти од Америка, Словенија и Британија ќе работи на 2 работи. Едно ќе го враќаме владењето на правото и независното судство, потполно ослободено од било какви партиски притисоци, темелна реформа ќе имаме на судско-обвинителскиот систем, каде што ќе имате нов избор на суди и обвинители, ќе ви се објасни утре целата постапка и процедура. И второ, утре ќе ни се објасни целата постапка и процедура како на изводлив начин придавката Северна ќе испари од уставното име на Република Македонија за првите 100 дена. Ќе испари како параја во воздухот и на овие траорни квислишки години неколку ќе се сеќаваме исто така како на кошмарен сон. Ќе видите на како едноставен, правно издржан, научно-теориски фундиран начин, нели, ви објаснив јас еден дел, утре професорот ќе ви објасни другиот дел, како ќе буквално ќе ги влечеме чекорите, веднаш ќе се врати Република Македонија на сите државни табли, на сите гранични премини, на сите службени документи официјални. Значи секаде, во изводи на матични, во државјанство, се ќе се врати во првитна состојба пред Преспанскиот договор и пред уставните амандмански измени на законит начин, легално и легитимно. И потоа ќе се почне битката на меѓународниот суд за вракање на меѓународен план на основа на правото на самоопределување кое ни е загрозено од Грција со Преспанската спогодба и на основа на правото на постоење кое ни е загрозено со Бугарската спогодба. Значи за наводно пријателство и така натаму. Утре ќе слушнете, значи во тие интерактивни дебати имавме за економските мерки, 12 економски тенети на оваа радикална економска реформа ја имавме за безбедносните аспекти, имавме за европските перспективи на Македонија, како и зошто ни ги затвори Брисел вратите и така натаму. Значи, сијасет имавме дебати каде што ја отворивме партијата и лидерските тимови за јавноста, одиме во живо на YouTube каналот на партијата, на фан страната на партијата, на интернет страната и ова е еден иновативен, многу интересен, имаме огромна гледаност во живо. Знаете, 280-90 луѓе ни беше рекордот кога гледаат во живо, а што заврши емисијата имате по 5-6 илјади гледања. На социјални мрежи Метрис одговори дека јас сум можеби единствениот лидер во Македонија чии што видеа се гледани и до 500.000. Значи гледаност до 500.000, 400.000, 350.000, 280, тоа не е гаранција дека некој ќе гласа за вас, но е гаранција и е маркер за интересот на јавноста да ве слуша, да го слушне вашето мислење, да сака да ве слуша што вие ќе кажете, да сака да ги слуша лидерските тимови на Интегра, да едноставно, знаете, на тој начин ние се отвараме, партнерски влегуваме со нацијата, секој во својот полн капацитет да бидеме коцка во мозаикот, да направиме од Македонија навистина пристојно место за живење, нова благодат од Бога да бидат богати, просперитетни граѓани и така натаму. Ќе биде тешко, ќе има сили и харидди, ќе има притисоци, ќе има и на самиви избори, и бугарски возови, и крадење, и мртви гласања и така натаму. Ќе гледа да не оспорат, ќе гледа да не намалат, но Интегра моќно расте и е фактор без кој што повеќе нема формирање влада во Македонија. А ние доаѓаме на сцена не за да ги задржиме СДС на власт или да ги вратиме ДПН на власт. Интегра е формирана за да владее. И по Божја промисла, ние сме следната сила политичка во Македонија, на која што сите политички противници и нацијата ќе мора да смета многу сериозно во периодов пред нас. И ние тука нема да се станеме. Се додека не освоиме власти, не дадеме премиер и не ја донесеме македонската ресансна цена. Колку побрзо не препознае нацијата, толку побрзо ќе стигнеме до точката во која што ќе се сеќаваме на овие 30 траурни години како на еден кошмарен сон.
Интегра функционира и преку своите општински комитети. Преку какви активности ќе ги информирате граѓаните, идните гласачи за сето она што се случува во партијата, за вашата изборна платформа? Ќе имате ли теренски активности или некаков друг вид, еве како што веќе го спомнавме? Па ситуацијава со вируснава закана налага промена на начините, веќе не ќе можеме да имаме на масовни јавни собирања и така натаму. Ќе бидеме присутни на терен, како што и сме во сива овие изминати периоди. Ние дојдовме до 33 комитети и јадра, од кои имавме 24 канцеларии, некои од нив почнавме и да ги затвараме заради неможноста да се среќаваме во нив, да не правиме трошкови за џабе. Но во овој период се фокусиравме на социјалните мрежи. Значи на маркетингот во сите негови облици, од класичниот маркетинг преку изборната платформа која што е веќе отпечатена, 96+4 корица, 100 страници имаме изборна платформа, фантастично графичко решение, содржински врв во емпириските теории и практики. Ја испечативме во огромен број на примероци, таа ќе се дистрибуира и преку дневни и неделни вестници, списани и на рака и така натаму. Се уште е строго доверливо. Чекаме да добиеме датум за избори за да излезе во јавност, за разлика од овие две кои што веќе делат по улица и така натаму, што е прекршување на изборна процедура. Имаме нормално флаери, постери и така натаму, уште изборниот слоган не го објавуваме. Значи имаме планирано и билборди, зависно колку ќе добиеме, одиме со рекламни спотови по, значи медија план имаме, дигитален маркетинг план имаме, одиме на социјални мрежи со бустирање, со постови и така натаму. Имаме разработено медија паекова мрежа, имаме посебна паекова мрежа за дигитален маркетинг. Ще имаме некои иновативни методи за да нели потребна ни видливост и гласност. Знаете, треба ајде мали тајни на големите мајстори на занаетот или маркетинг и политика, како сакате, или политички маркетинг. Значи ние се фокусираме на соблазна на окото и на чешање на увото. Значи сакаме да го привлечеме вниманието прво визуелно, затоа имаме моќна иконографија, изворени графички решенија. Потоа треба да понудите нешто кое што ќе го заинтригира да ве слушни и знаете, помеѓу окото и увото секој пат е флешот во умот по невромаркетинг ќе ве запамтат и едноставно ќе го фокусираат својот ум и мислат да заокружат на гласачкото ливче тоа што треба да заокружат. Во случајот зборуваме за Интегра, Македонска конзервативна партија. Љупчо Ристовски и тимовите на Интегра. И пред самиот крај на емисијата, иначе Куманово имаме одличен општински комитет, имаме партиски простори, може гледачите да ги поканиме да ги посетат просториите на Интегра, да добијат од програмската платформа, таму имат и пристапници, таму може да поразговарате со лидерските тимови за Куманово, кои што се морални столбови во својата средина, угледни луѓе. Значи, многу сме интересни, тоа е еден од подобрите комитети. Куманово секој пат предничал, веројатно намерисува нешто дека нешто ново може да се појави на политичка сцена и затоа тука сме некако поживи. Знаете, и во другите градови сме живи, но Куманово некако посебно ни легна. И пред самиот крај на емисијата, кои се вашите очекувања од изборите, без разлика, нели, кога и да се одржат и што е оно што ќе им го советувате порачите на граѓаните? Ете, ние поставивме високи таргети. Немаме комплекс на пониска вредност во однос на било кого, не патиме од авторитети во однос на било кого, за нас е авторитет само Господ. Знаеме што сакаме, имаме план, знаеме каде одиме, знаеме што нудиме и многу јасно пред македонската нација кажуваме сега сте овде и живеете мизерија од раскош 30 траурни години, ќе ве донесеме за 2 изборни циклуса овде. Ќе бидете богати, просперитетни граѓани, ослободени од сите стеги, растеретени во своето бреме, зауздани извршители, хрената глава. Значи, вашата лична амбиција, сиот ваш личен потенцијал го вадиме на сцена, го ставаме на пиедестал, како држава ви подметнуваме рама, подаваме рака да ве кренеме со мини еквити фондови, со милион сијасет иновативни проекти, едноставно сите ќе бидете фокусирани дома со брейнсторминг да го извадите потенцијалот и ваш личен и на семејството, да направите пресврт, тоа е turning point во вашиот живот. Да погледнете од една повисока перспектива, да се отвори една нова страница во историјата, да го видите светлото во тунелот и од безнадежност да влезете во надеж, од темнина да излезете во светлина. Че има надеж, има начин. Не се обесхрабрувајте. Во христијанството дури ни со смртта не завршува се. Има воскресение, има нов живот и така натаму. Значи, сакам да кажам дека сите овие велепредавства, сите овие траурни години финишира, се појавува ново светло на политичката сцена, Интегра моќно излегува на политичката сцена, има моќна реторика, имаме такво ораторство и харизма на сценава што едноставно не е видено досега во Македонија. Значи, сме само уверени, знаеме што зборуваме
и имаме моќни меѓународни пријателства и така натаму. Ја знаеме целта која сакаме да постигнеме, излегуваме со вистината пред својот народ, че немаме скриени намери, тоа што сме го говориле во студентски денови го говориме изминативе 5 години и сега. Немате морална грешка во нашата визија изминативе години, ниту сега. Не криеме ништо, не нема во бомбите, едноставно. Не сме идеални, не сме совршени, имаме грешки во од и така натаму, се поправаме, умееме да слушаме и умееме да послушаме. Но, важно е да имате љубов за својот народ и да имате политичка волја, конечно, државата да се стави во служба на тој обичен македонски човек, да едноставно му ја вратиме на смевката на лицето, да вратиме гордоста, достоинството, да ја кренеме македонската нација и сите души човечки на овие простори. Јас како проповедник на Словото добро знам дека сите сме потомци на еден од синовите на Ное, ова неколку пати го кажувам, сите исто сонце не грее, сите из воздух дишеме, солзата на мајка Албанка и на мајка Македонка исто тежи. Јас немам проблем со тоа. Моделот на апостол Павле, јас сум евреин од родот Израелев, во него имаше љубов за сите. Исто и со Љупчо Ристовски, значи јас имам право легално и легитимно да си го сакам моето. Јас сум македонец еден колема на нас за писмен запис од Дедо Лео. И никој нема право да ми оспори дека јас сум македонец кој говори македонски јазик во етничка смисла, по крв, по род и по самосвест. Никој нема право на македонскиот народ да му го оспори тоа. Но јас немам право да му оспорам на некој да се чувствува себе си поинаку, различно од мене, дали е од албанската етничка заедница албанец или од другите малцински групи, ром, влав, страбен или било кој. Јас тоа многу добро го разбирам. Но ќе се борам за своето, никогаш повеќе никој да не се осмели да дрне во зеницата на македонското и да ми го обезличи од мојата татковина Македонија. Јас друга татковина немам. Моите деца ќе живеат и ќе работат и ќе творат во мојата татковина Македонија, која што нормално е отворена за сите, таа ги расширила рацете, прима се. Ние сме нешто што е чудо на планетава. Може би заради нашата добрина и милост према другите и страдаме во дадениот момент, но тоа е Божјата правда. И со Божја помош ќе си го вратиме своето, ќе бидеме свој на своето во својата татковина и тоа секој ќе го почитува. Ќе го почитува затоа што према Божјата правда тоа така треба и да биде. Ви благодарам, господине Ристовски, уште еднаш на гостувањето. Се надевам дека ќе има и следна прилика во која што ќе поразговараме со Божја помош. Ви благодарам и вам, поздрав до вашите гледачи. Ви посакувам бројни Божји благослови и ви посакувам многу знаење и мудрост и храброст да донесете визионерска одлука на овие избори. Ви благодарам. Благодарам вам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Се гледаме следниот петок. Пријатна вечер.